Новиот систем на плати денеска на вработените во градинките им го презентира Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Според неа, почнувајќи од јунската плата, вработените во претшколските установи добиваат зголемување на платите од 16%. На овие 16% зголемување кои што ги добија со јунската плата исплата во јули месец, истите тие ќе добијат и покачување од 5% од септември, што значи дека за една година целиот кадар во градинките ќе има покачување од 21%, што во историјата во Македонија е за прв пат толкаво покачување. Ова не значи само покачување на платите во градинките, ова значи инвестиција во кадарот, кој што е вработен таму и кој што со години беше запоставен и не му беше покачена платата, затоа што тие се основата на образованието. Тие ги воспитуваат и тие ги образуваат нашите деца и им даваат можност да бидат многу попродуктивни како граѓани на крајот, затоа што ако имате добар старт во градинка со образование, понатаму тоа е подобро и во основното образование и во средното образование. И токму затоа ние како влада инвестираме и во капацитетите за да може да имаме повеќе деца во градинки. Вие знаете дека процентот на деца во Македонија е не повеќе од 35-6% во предучилишно образование, европскиот стандард е 98%, и ние како влада си поставивме таргет за зголемување од 50% на вклученоста на деца во градинки, и токму затоа буџетот за инвестиции во капацитети за деца во државата е зголемен за 300%. Нето платата на воспитувач со високо образование се зголемува за 16,26%, односно од 20.546 денари на 23.731 денар, а со пресметан минат труд за вработен со 15 години стаж ке изнесува 25.511 денари. Зголемувањето на платите се прави согласно Законот за вработените во јавниот сектор и со него ќе бидат опфатени 3138 вработени од вкупно 4577 вработени, односно 68,5%. Во оваа група влегуваат воспитувачи, негователи, стручни работници и стручни соработници, педагог, психолог, логопед, дефектолог и други завршења на работи поврзани со дејноста згрижување и воспитување деца од претшколска возраст. Истовремено се зголемуваат и платите на помошно-техничкиот персонал во градинките и ова покачување е утврдено со колективниот договор, се вели во информацијата од ресорното министерство. Оттаму додаваат дека за прв пат се воведува кариерен развој на воспитувачите, но и систем на плати за директорите на градинките, чија висина ќе варира од капацитетот на бројот на децата. Од Министерството велат дека продолжуваат да работат за унапредување на раниот детски развој, кој што е клучен за понатамошен развој на секое дете. Од Министерството додаваат дека нивна заложба е опфатот на деца во предучилишно образование да се зголеми за 50%. Во изминатите 2 години, според нив, отворени се 24 нови објекти, а до сега обезбедени се 1400 согласности за вработување во градинките. За изградба на нови градинки годинава Министерството одвои 300% поголем буџет од лани, а за оваа намена се достапни 15 милиони евра од Светска банка. Во Струмица општинските власти најавија дека со грант од ресорното министерство наскоро ќе почне изградбата на нова градинка во кругот на касарната со капацитет од 250 деца.